Засилени контроли на граничните премини и сузбиени мрежи кои нелегално увезувале половни автомобили и месо. Царинската управа за неполни 5 месеци годинава поднела 85 кривични пријави, односно онолку што биле поднесени од 2020 до 2022 година. Според директорот Николовски постигнати се рекордни резултати, а се действува на повеќе фронтови. Применуваме сеопфатен пристап за спречување на криминалот. Ги зајакнуваме сите капацитети и внатре и на граничните премини, и на оние најфреквентните, и на оние со најмал сообраќај, при што ги спречуваме обидите за криумчарење. Откриле Мерцедес увезен во јули 2024 година, а прикажан како што туку увезен, со лажно завршена царинска постапка и форензички докажано фалсификуван потпис и печат на фирма која воопшто не била поврзана со увозот на возилото. За овој случај кривични пријави се поднесени против деветмина. По преземените оперативни действија, Оделението за истраги и форензичка анализа направена и графолошко вештачење на одземената електронска опрема, документација од шпедитерот и од нотарот од Скопје, утврдено е дека документацијата употребена во сите процеси е фалсификувана, како и дека е употребуван фалсификуван потпис и печат на фирма со цел возилото Мерцедес да се пушти во промет без да се платат увозни давачки. Цариниците открили и случаи во кои увозници на месо го тарифирале месото со пониски каматни стапки, за да не платат скоро 179.000 евра. Парите се наплатени, а против сторителите се поднесени соодветни пријави.